Добре дојдовте во новото издание на регионалните вести. Најдобри резултати во последниве неколку години покажале испитувањата на квалитетот на водата за пиење во Тетово и Тетовско. Водата од трите чешми на излетничкото место Бањиче е исто така безбедна за пиење, но треба да се внесува во умерени количини. Последните испитувања на квалитетот на водата за пиење во Тетово и Тетовско, што ги спроведе Центарот за јавно здравје Тетово, покажале најдобри резултати во последниве неколку години. Како што ни изјави специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Ратко Давидовски, земените мостри покажале дека водата во градскиот водовод е физичко, хемиско и бактериолошко исправна, а помал дел од мострите земени од руралните средини покажале присуство на колиформни бактерии и заматеност на водата. Годинава ни се многу подобри резултатите, што се должи на големата штедривост и издашност на изворите и големите количини на подземни води. Така да некаде од до крајот на мај позитивни резултати, односно лоши резултати, имаме некаде околу 8% вкупно, од каде што скоро 5 до 6, 5, нешто проценти е микробиолошка неисправност и тоа пред се однесува микробиолошката неисправност во руралните средини, односно во средините каде што не се врши дезинфекција на водата за пиење, како што знаете, во градскиот водовод во Тетово се врши редовна дезинфекција на водата за пиење, така да тука имаме вода со безбедна и со добар квалитет, додека во руралните средини процентот е многу поголем, кога би го извадиле бројот на мостри од градскиот водовод, некаде се движи дупло повеќе неисправни мостри, околу 10,7% и претежно микробиолошки се неисправни. Тука сега морам да кажам дека годинава, согласно со Националната годишна програма за јавно здравје, бројот на мостри програмски е намален за 50%, така да со овој број на мостри многу ни е тешко да е квалитетна проценка на ризикот да извршиме. И би апелирал за да се извршуваат јавните комунални предпријатија кои стопанисуваат со водообјектите, да се извршуваат својата законска обврска, односно да имаат склучено договор со акредитирани лаборатории, како што е нашата, за редовно следење на квалитетот и безбедноста на водата за пиење. Кога температурите на амбиенталниот воздух растат, граѓаните бараат спас во разладување на некои од излетничките места. Особено атрактивна за тетовци за летните месеци е местноста Бањиче. Доктор Давидовски тврди дека водата од трите чешми на Бањиче е исто така безбедна за пиење, но треба да се внесува во умерени количини. Што се однесува до местноста Бањиче, таму и редовно ја испитуваме, што значи тоа секој 3 месеца испитуваме и годинава на 2 пати, ја испитуваме кај првата кривина и во Шиповачко тече. И на почетокот чешмата што е со нешто не е со минерална вода. Можам да кажам дека резултатите и претходните и последните се со одличен квалитет и дури она што во прилог претходно што ви кажав е намалена, оние што редовно одат и ја пијат, е намалена количината на минерални материи, што значи дека многу е, тоест е разредена водата, токму што се должи на изобилието на вода. Така, за разлика од, зборувам на првата кривина, за чешмата за првата кривина, додека втората кај Шиковачко тече, таа е со стандардна, многу богата со минерали и богата со железо и таа ја препорачувам во умерени количини за пиење, додека ова е на првата кривина, е безбедна за пиење, но сепак и тука би препорачале, а иако е годинава нешто многу со подобар квалитет, во умерени количини да се консумира. Што се однесува до микробиолошката исправност, и двете се неколку години наназад се исправни. Сепак, доколку граѓаните не се сигурни во исправноста на водата од крајпатните чешми, не треба да ја пијат, а ако живеат во руралните средини каде нема редовно дезинфецирање на водата, потребно истата да ја превријат пред пиење.
Следната информација ни доаѓа од Гостивар. Матичната служба во Гостивар од денес повеќе нема да работи во објектот на полициската станица. Службата се пресели во нови простории во зграда близу училиштето Единство. Изводи за родени, починати, исклучени бракови и разводи, гостиварци од денес ќе вадат во новите простории на подрачното одделение на матичната служба, наместо во објектот на полициската станица, како што беше досега. Службата се пресели на втор кат во зграда на улицата Иво Лола Рибар во близина на основното училиште Единство во Гостивар. Новите простории ќе создадат подобри услови за вработените и за граѓаните, рече раководителот на подрачната служба Нијази Асани. Ние како служба од 2010 година и навака, согласно можностите, сме направили реформи на интерес на граѓаните на општина Гостивар и околината. Се со цел граѓаните да бидат услужени и задоволни од услугите што ги нуди ова институција служба. Иако условите за работа биле мизерни, но и покрај тоа слушаме пофалби од страна на граѓаните. Во овие нови простори, како што гледате и сами, условите се во ниво на нормала, иако има уште работа да се довршуваат и мислиме дека во иднина службата ќе биде во нивото на европски стандарди. Управата за водење на матични книги законски се одвои од Министерството за внатрешни работи во 2010 година и потпадна под Министерството за правда. Гостиварското е прво подрачно одделение кое што и физички се осамостои од МВР. Се прават напори и останатите матични служби во другите градови да добијат своји простории, независни од објектите на полицијата, изјави министерот за правда Аднан Јешари. Состојбата и во другите градови, значи, не е во ниво како што треба, е во ниво како што било досега во градот Гостивар. Меѓутоа, како министер за правда, на некој начин се надевам дека и во другите градови, преку различни опции, било преку закуп или преку изнаоѓање на простории од други агенции или пак органи на владата на Република Македонија, што не се користат, ќе се издават во користење на Центарот за водење на матични книги. Градоначелниците од подрачјето што го покрива Гостиварската матична служба сметаат дека преселувањето на подрачното одделение е добар потек, корисен за граѓаните. До сега нашите граѓани документите ги имат издадено во полиција. Полиција знаеме каква улога има или Министерство за внатрешни работи. Сега ќе бидат автономни и овие канцеларии, како што ни кажа и директорот, средени како канцелариите на Европската Унија и мислам и директорот и вработените во овие канцеларии ќе им служат на нашите граѓани. Чест ми е да во име на граѓаните го покажувам задоволството за одвоеноста на канцелариите на матична служба од зградата на внатрешни работи, каде што во внатрешни работи се користат други услуги, лична карти и пасоши и не знам други работи. И верувам дека ќе се намали таа гужва што се свараше порано во овие канцеларии. И 100% овде сигурно ќе бидат услугите поквалитетни, побрзи и Матичната служба во Гостивар има 29 вработени во одделението во градот и поместните канцеларии, како и 4 волонтери. По трет пат Сдруженијето на Срби и македонци Кут Бранко Чајка од Тетово ја реализираше манифестацијата "Пишуваме и твориме на српски јазик" во манастирскиот комплекс Свети Атанаси во Лишок. Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово по трет пат ја реализираше манифестацијата "Пишемо и стварамо на српском језику, пишуваме и твориме на српски јазик" во прекрасниот амбиент на манастирскиот комплекс Свети Атанаси во село Лешок. Ученици од основни училишта од Македонија каде наставата се одвива на српски јазик и ученици кои посетуваат факултативна настава на овој јазик, но и членови на литературните секции од неколку училишта од Тетово, денес твореа пишувајќи проза и поезија. Целта на проектот е да се развие литературното творештво кај децата, да се развие другарството, да се развие меѓусебното разбирање, креативноста, пишувањето на убавиот збор,
учесници во проектот ни се ученици каде што наставата се одвива целосно на српски јазик или ученици кои го изучуваат српскиот јазик со факултативна настава, а гости на проектот се ученици од членови на литературни секции од две основни училишта од Тетово. Тоа се учениците од основните училишта Гоце Делчев и Андреја Савески Кикиш, а гости ќе ни бидат и неколку поети од Македонија, бидејќи проектот се реализира во два дела. Првиот дел е литературна работилница, каде заедно со професор по српски и по македонски јазик и поет ќе ги пишуваат, ќе ги разгледуваат творбите, а во 17 часот ќе биде свечената манифестација, каде што секој ученик ќе се представи со по една творба. Покрај учениците, како што кажав, и поетите ќе ни се представат со една-две дела од нивното творештво. Гости на денешната манифестација беа членовите на Културно-информативниот центар на србите во Македонија Спона од Скопје и Стојан Арсиќ, писател за деца и возрастни, кој пишува и на македонски и на српски јазик. Многу сме задоволни и навистина ни е чест што присуствуваме на една ваква манифестација и што со нашите дечиња можеме да дадеме наш допринос. По нашето долгогодишно искуство во изведување на факултативна настава на српски јазик во Скопје и во село Речица кај Куманово, навистина има многу деца, многу заинтересирани деца и секоја година нивниот број се зголемува. На денеска имаме ученици од основното училиште 11. октомври, село Речица кај Куманово, како и од некои основни училишта од Скопје. Тие дечиња денес ќе пишуваат на тема другарство, пријателство, секогаш актуелна тема. Ќе пишуваат состав или поезија. Верувам дека пред се ќе се запознам со творештвото на дечињата, а верувам дека и они ќе се запознаат со мојата детска поезија, која верувам дека ќе им се допадне. Па мислам дека децата се заинтересирани да творат само ако правилно се насочат. Мислам дека улогата на наставникот тука е пресудна, бидејќи ако наставникот ја пренесе љубовта на книгата на децата, и децата секако ќе ја засакаат книгата, а творењето и книгата се во многу блиска заедничка врска. Значи, ако дечињата од мали нозе почнат да читаат, сметам дека има иднина да сето тоа го вградат во идна нивна поезија, нивно творештво, без разлика дали е тоа поезија или проза. Во рамки на манифестацијата, учесниците во литературната работилница твореа на различни теми, а го посетија и манастирскиот комплекс. Јас сум Андреј Севановски, тука дојдовме да затвориме и дојдовме да го посетиме манастирот и гробот на Кирил Печиновиќ. Кирил потекнувал од полошкиот крај, кој живеел во теаречки рај. Неговиот споменик се наоѓа во лешок и неговиот живот бил многу тежок. Тој се што сакало луѓето било, да гледа среќни лица. Јас сум Емилија Марковик од Спона. Дојдов тука за да творам за другарството, да напишам нешто. Многу ми се свиѓа, бевме да го посетиме манастирот, разгледавме одоколу и сега ќе ви прочитам песна што напишам од другар. Книга. Книга е мој најбољи друг. Према њој ја имам велики дуг, jer je meni znanje dala i život mi ulepšala. Knjiga je život, knjiga je sve, jer ne može da se zamisli život bez nje. Јас сум Сара Величковска, дојдена сум тука за да творам. Исто така го посетивме и гробот на Кирил Печиновиќ. На која тема пишувавте денес? Јас денеска напишав на темата мајка. Јас сум Анастасија Јаневска и... На која тема денес пишувавте? Јас пишував за лето на српски јазик. Како ти се допаѓа оваа манифестација? Па, интересна, убава. Јас се зовем Исидора Станојковиќ, учим у школу 11. октомври и сам написала песмицу Другарство.
Проектот Пишемо и стварамо на српском језику е финансиран од страна на Министерството за надворешни работи на Република Србија, Управа за соработка со дијаспората и србите во регионот, поддржан од Српската амбасада и Културно-информативниот центар на србите во Македонија, Спона од Скопје. 24-тото издание на фестивалот Техо ќе се одржи викендов во Тетово. На двете фестивалски вечери ќе настапат околу 600 хористи од Македонија, Србија, Бугарија, Албанија и Косово. На овогодишниот фестивал обрнавме внимание, традиционално како и секој пат, да одбележуваме и одредени јубилеи. Оваа година е одбележување на 110 години од раѓањето на македонскиот доен на хорската музика Стефан Гајдов, кој што навистина остави трага на хорските фестивали, а и на полето на хорската музика, така да би ме подсетил дека во 1973 година првиот хорски фестивал Техо точно беше посветен на Стефан Гајдов и секој хор и тогаш требаше да исполни по една композиција од Стефан Гајдов. Дека навистина ние сакаме да одадеме почит на делото на Стефан Гајдов, зборува и тоа што во недела во 12:30 часот во Духовно-културниот центар во Кирил Печиновиќ во село Лешов ќе се одржи концерт, ќе настапи мешаниот хор на Факултетот за музичка уметност од Скопје под моје диригентство, ќе исполниме 12 композиции од хорското творештво на Стефан Гајдов. На овогодишниот фестивал ќе се одржи, ќе трае 2 дена на 13 и 14 јуни, со тоа што во рамки на фестивалот очекуваме учество, го потврдија учеството и со својата програма ќе учествуваат 4 хора од странство и 11 хора од Република Македонија. Ќе настапи хор од Скадар, Албанија, од Благоевград, Бугарија, Књажевац, Србија и 5 од Косово. Покрај тоа ќе настапат и хоровите од градскиот хор од Охрид, Гортинија од Гевгелија, Менада од Тетово, факултетскиот хор на универзитетот од Тетово, државниот универзитет од Тетово, ќе настапи познатите хорови Стив Наумов од Битово, традиционален учесник кој што од првиот фестивал учествува, значи 24 пати учествува на Техо, потоа Рустико од Скопје, хорот при МКЦ, Кочо Рацин кој што редовно учествува на овој фестивал, хоровите при еврејската заедница од Скопје, хорот при словенската заедница од Скопје Франција Прешерн, потоа мешаниот хор Драган Шуплиски при Факултетот за музичка уметност и така навистина Гортинија, мислам дека е спомнав од Гевгелија, така да навистина ќе имаме едно шаренило од хорови и после долги години се појавува и хорот од Охрид, кој што во Охрид имаше пауза на делување на хорското пеење, но го обновија хорот и сега ќе настапи градскиот хор од Охрид. Во програмата ќе видите дека се исполнуваат композиции на повеќе јазици, значи од повеќе поднебја, повеќе култури и исто така и програмата е застапена со хорови со кои што водат сметка да на својата програма имаат репертоар од различни стилови и епохи, така да навистина тоа ќе биде празник на хорската музика. Фестивалот во двете фестивалски вечери започнува во 20 часот во Центарот за култура на Тетово. На фестивалот за отворен ќе го прогласи градоначалничката на општина Тетово, господја Теута Арифи. Чувствувам за потреба да искажам искрена благодарност до Министерството за култура на Република Македонија, кој што е покровител на оваа манифестација, општина Тетово, која што сесебно последните години стои зад фестивалот и искрена благодарност до нив, затоа што луѓето имаат разбирање за нас и се разбира нашиот ексклузивен покровител, тоа е Дараком од Тетово, печатницата Напредок од Тетово и други спонзори, како и Македонската православна црква, која што не остапува простор за сместување на хоровите од странство во манастирскиот комплекс во Лешок и во кампусот на Штуловиот универзитет во Тетово ќе бидат сместени хорови. Ја користам оваа прилика да се обратам до сите љубители на хорската музика од нашиот град да дојдат на двете фестивалски вечери, кои што се во 20 часот во Домот на културата во Тетово. Влезот е слободен како и секој пат. Значи добре дојдени се сите и се надејам дека ќе поминат убави мигови во Домот на културата и секој ќе си понесе убав печаток од концертите кои ќе се одржат во Домот на културата.
Центарот за јавно здравје Тетово од утре, сабота, во 22 часот ќе започне со спроведување на првата фаза на дезинсекција од земја, со цел намалување на бројот на комарци. Првата фаза на дезинсекција на територија на општина Тетово ќе започне утре од 22 до 4 часот, а ќе продолжи наредниот ден во истото време. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно запрашување, поставено на возило со приколка, со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населени места и депонии во тоа подрачје. Поради превентивната дезинсекција, се известуваат пчеларите да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. За повеќе информации поврзани со дезинсекцијата, граѓаните може да се обратат до Центарот за јавно здравје Тетово. Во случај на појава на неповолни временски услови, дожд или ветер, дезинсекцијата ќе се одложи за некој нареден ден. Откази за наставниците и професорите кои ќе имаат најголеми отстапки во оценките од екстерното тестирање. Ова го предвидуваат новите измени на Законот за основно и средно, а информацијата ја потврди министерот за образование Адеми. Одредбата според него не била на тема на преговори со синдикатот за образование. Од друга страна, првиот синдикалец Јаким Неделков тврдеше дека откази нема да се делат само по основ на резултатите од екстерното тестирање. За отказите синдикалниот лидер најави преговори во текот на летото. Грешките во прашањата и пропустите од екстерното според министерот биле малобројни и ќе се отстранат. Од септември пак ќе се прави детална анализа за концептот на државната матура и дали математиката од година ќе биде задолжителен предмет. Во креирањето на новиот концепт ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Зараза се шири меѓу мигрантите сместени во Центарот за временно сместување на азиланти во Газибаба, со кој раководи Министерството за внатрешни работи, соопшти денеска народниот правобранител Иџет Мемети. Капацитетот на центарот е од 100 до 120 лица, но во него вчера имало 364 плюс тие 125 кои се донесени од ваксинце. Сите спијат на земја, немаат со што да се покријат. Една од собите ја користат за кујна. Во целиот објект има само еден доктор кој не може си да постаса. Вчера имало бунт во центарот. Откривме дека некои од нив се држат спротивно на сите законски прописи, истакна Мемети. Според него незаконски се држале мигрантите во центарот повеќе од 30 дена, што било спротивно на законот. Никој од нив нема добиено документ за нивниот статус. Мигрантите ни кажаа дека не си го знаат својот статус во земјава и не знаат зошто толку долго ги држат таму. Во една прилика дознавме дека јавен обвинител усно одобрил одредена група да биде пренесена во Центарот за азиланти. Мигрантите се жалат на односот на вработените. Според тамошната документација се држат како сведоци во некои постапки, а се евидентирани дека сториле прекршок и легално влегле во Македонија. Овие луѓе не се мигранти, туку тие се бегалци. Барам митно да се донесат законските измени кои се најавени. Жалам што ова се случува, иако ние уште пред 2 години ги известивме сите државни институции дека во центарот условите се лоши, истакна Мемети. Притвор од 8, односно 30 дена добија 4 жители на селото Ваксинце, кои полицијата вчера ги уапси под сомнение за трговија со луѓе и криумчарење мигранти. На 20 од осомничените им е одреден притвор од 8 дена, а на другите 20 30 дена. Четворица градежни работници од околината на Лесковац загинаа во тешка сообраќајна несреќа која рано утринава се случила во близина на Ниш. Камион со турски регистарски таблици натоварен со лубеници удрил во 2 комби возила со лесковачки регистарски таблици, кои биле паркирани на помошната коловозна лента. Во моментот тие вршеле притовар на стока. Во несреќата има и 2 повредени. Тие во моментот се во Нишкиот клинички центар и се надвор од животна опасност. Меѓу повредените е и возачот на камионот. Францускиот суд денеска го ослободи од обвинението поранешниот шеф на Меѓународниот монетарен фонд Доминик Штроскан. Тој пред 4 години беше обвинет дека организирал оргии со проститутки. Штроскан пред судот изјави дека таквиот вид на забави биле потребни за релаксација и оти не знаел дека жените кои учествувале во нив биле проститутки.
Романскиот парламент не изгласа недоверба на владата на премиерот Виктор Понта. Гласањето беше по барањето на опозицијата поради обвинувањата против Понта за перење пари, корупција и конфликт на интерес. Гласањето на недоверба беше неуспешно откако 194 пратеници гласаа за, 13 гласаа против, а 7 од гласовите беа неважечки. Понта пред гласањето изјави дека не обвинува опозицијата затоа што не е во состојба да ја собори владата и чека една друга власт или еден обвинител да го стори тоа наместо неа. Најмалку 24 лица загинаа, а десетици се смитаат за исчезнати во одронот кој предизвикан од обилните врнежи затрупа 6 планински села во североисточен дел на Непал. Силен дожд и натаму врне поради што и отежната спасувачката акција во областа Тапледжунг на околу 500 км источно од престолнината Катманду. Одронот се случил во средата навечер додека локалните жители спиеле. Ова се најобилните врнежи кои ја погодиле оваа област во последните 27 години. Времето денес беше сончево со локална облачност и топло, а попладне наместа се услови за дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 12 до 17 степени, а дневната од 23 до 30 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време со локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 10 до 20 степени, а дневната од 25 до 33 степени. Ви благодариме што и овој пат бевте со нашата и ваша телевизија. Останете и понатаму со програмските содржини. Пријатно!